Драги ученици, денес запознавме еден од основните концепти на алгоритамското програмирање, а тоа е редоследноста при извршувањето на инструкциите. Денес ќе се запознаеме со уште еден концепт, а тоа е повторувањето или концептот на циклуси. За да го упростиме кажаното и да ви го направиме разбирливо, ви предлагаме да го погледнете видеото. Кога во претходното видео зборувавме за алгоритмите, го разгледавме концептот за редоследност. И денес ќе започнеме со овој концепт, односно ќе треба ова мало бело поларно мече да го придвижиме од полето старт до полето цел, при тоа движејќи го така што патеката ќе ја ограничиме и имаме само еден дел по кој што мечето може слободно да се движи. Тоа се овие полиња тука. Да го забележиме неговото движење чекор по чекор од полето со старт до полето со цел. Тука ни се насоките на движење, кои ќе ги забележуваме во дадените ленти со квадратчиња. Започнуваме со чекор напред. Еден чекор напред прави мечето. Тоа го забележуваме со стрелката напред. Одиме уште еден чекор напред, повторно стрелката напред. Уште еден чекор напред, запишуваме. Вртење во десно, за агол од 90 степени. Чекор напред. Уште еден чекор напред. И уште еден чекор напред, за да пристигнеме на целта. Но што ако од полето старт до полето цел мечето треба да направи многу повеќе чекори од овие 7 чекори што ги направивме тука? Што ако треба да се придвижи напред 100 чекори, да заврти во десно и за да стигне до целта да се придвижи уште 50 чекори? Колку вакви квадратчиња и колку вакви полиња ќе ни бидат потребни за да ги забележиме чекорите што ќе ги направи мечето. За да можеме полесно да ги запишуваме алгоритмите каде што имаме повеќе чекори на повторување, сушност ние ќе го користиме концептот на повторување, односно концептот на циклуси, каде чекорите се повторуваат. Тука во овој случај првите 3 чекори се повторуваат и ова можеме да го запишеме скратено на следниот начин. Знакот за повторување и бидејќи се повторуваат 3 еднакви чекори, запишуваме со број колку чекори се повторуваат, а чекорот е одење напред. Следниот чекор е вртење во десно, тоа е еден чекор и затоа ќе го завземе целото поле. И движењето напред имаме уште 3 чекори кои се повторуваат, исто ќе бидат забележани со знакот за повторување. 3 чекори се повторуваат и се повторува движењето напред. На овој начин, на краток начин, ќе го забележиме алгоритмот што го запишувавме чекор по чекор. Тука го применивме концептот на повторување. Да забележиме уште еден пример. Ќе го вратиме мечето на почетокот. Ќе ги изместиме ограничувањата и ќе ја запишеме новата патека по која што треба да се придвижи мечето. Имаме чекор напред, стрелка напред, понатаму вртење во десно, еден чекор напред, уште еден чекор напред, уште еден чекор напред, вртење во лево, еден чекор напред и уште еден чекор напред, за да стигнеме на целта. Или ова да го запишеме пократко. Од полето старт, тргнувајќи, направивме еден чекор напред. Завртевме во
десно, а потоа одевме напред 1, 2, 3 чекори. 1, 2, 3 чекори напред, кои можеме да ги групираме со знакот за повторување на движењата. Повторивме 3 чекори при движење напред. Имаме вртење во лево. И имаме уште 2 чекори напред, за да стигнеме до целта, кои ќе ги забележиме со знакот за повторување. 2 пати се повторува чекорот напред. А сега, да резимираме што научивме од ова видео. Во алгоритмите често среќаваме повторување на одреден број чекори. Чекорите или инструкциите што се повторуваат се викаат циклуси. Всушност, употребата на циклусите ни дава можност да постигнеме истата цел, а при тоа да бидеме кратки и јасни во давањето на инструкциите. Во работниот лист на страницата од нашата училница се дадени задачи во кои алгоритмите треба да ги запишете на 2 начина. На првиот начин, според примената на концептот на редоследноста при извршувањето. Запишете ги редоследно сите чекори како што ќе ги работите, а на вториот начин, истиот алгоритам, обидете се да го запишете скратено со примена на циклусите. На табелата која ви е дадена во работните листови, поставете фигура на стартното поле и запишете како таа ќе стигне до целта по некраткиот пат. Обидете се да го запишете алгоритмот на двата начина. Ве покануваме да сликате и да ни ги испратите фотографиите од вашите активности. Ви посакуваме пријатна забава и ви благодариме на вниманието.